Илијада, песна прва. Помор, гнев. Гневот Божице спеј го на Ахила, синот Пелеев. Пустиот гнев што им задал на хајците, безбројни бољки силни во ад, испраќајќи многубројни јуначки души. Нихните трупови пак правејќи ги плен на псите и на јастребите сите. По волјата Зевсова било да се раскараат прво и разделјат двајцата мажи. Синот Атреев, јуначкиот цар и божескиот Ахил. Кој ли од бозите нив ги натерал кавга да кренат? Синот на Зевс или Тоја? Се заљутил овој на царот. Лоша на војската болест ја отпуштил. Гиделе луѓе дека Агамемнон Атреев го навредил жрецот Хриса. Тога до брзите бродови на хајците овој се добрал, за да со неброен откуп ја откине својата ќерка, венци држејќи в раце на далекометец Аполон горе над златниот жезол, а хајците сите болејќи, најмногу двајцата синој на Атреј, војсководците главни. Синој на Атреја и други, оа хајци објалоносци, нека ви дадат богоите на вишниот Олимп што седат, градот да пријам да падне и стигнете дома ви здраво. Мене пак билото чедо да пуштите откуп земајќи, далекометец Аполон честејќи го синот Зевсов. Тогаш хајците гласно одобриле другите сите. Да го почитаат жрецот и скапиот откуп го примат, сал Агамемнон Атреев не одобрил в своето срце, туку го испадил лошо и продумал душманска дума. Да не сум те нашол веќе крај витиве кораби старче, ниту да сега се бавиш, ни подоцна пак да би дојдеш, зашто ни жезолот богов ни венците не те спасуваат. Неа да ја пуштам јас пред старост дочека таа, далек од родната земја, во Арк, во нашата куќа, везден на разбој ткајќи и в постелја мене чекајќи. Туку не дразни ме, оди, да останеш жив ако сакаш. Вака му рекол, а старецот исплашен зборот го почул. Тогаш молчејќи крај брегот на морето бурно и бучно. Потоа старецот с краја си отишол да му се моли долго да царот Аполон, лето што го родила лична. Ој сребренолаки Боже, послушај ме ти што ја штитиш Хриса и пресвета Кила и царуваш во островот Тенет. Зминтиче, ако сум ти кренал јас некогаш пресвета храба или пак бутови масни сум ти спекол еднаш јас тебе, јудешки или од кози, исполнија желбава моја, да ми данајците плата за солзиве с твоите стрели. Така се помолил тој, а Фојб Аполон го почул и низ олимписките врхои со срдито срце си слегол, нарабо лакој држејќи и затворен тулец од сегде. Стрелите звекнале, кога на плеќите, кога се кредал, расрден како што бил. Тој се чекорел црн како доќта, сам од корабите с краја си испуштил стрела и седнал. Потоа дзунење страшно од лакот му сребрен се чуло. Отпрвин в маските годел и в брзите пси, а на крајот тој и на самите луѓе вршлестите стрели ги фрјал. Гореле огнови чести за многуте бртовци везден. 9 по војската дена падинале стрелите Божи, а на 10-тиот Ахил ги повикал народов собор, зашто богињата Хера белолакта на ум му клала, кога ги видела жал на данајците како умираат. Кога се собрале тие и заедно сите се нашле, дип брзодоѓиот Ахил им прозборил постанувајќи. Сине Атреев, јас мислијам ќе скитаме повторно сега за да се вратиме дома, ак смрт не одмине само, кога и војда и чуба хајциве веќе ги мрие. Туку да прашаме ние, ај жрец или гаталец некој, или и содовник некој, и сонот заре од Зевса, кој ќе ни каже што толку се расрдил Фојб Аполон. За хекатомба ли тој приговара или за завет, или пак може би кадеш од сецели овне и кози, сака да добие од нас, та дистера чумата тога. Прозборил овој и седнал, а потоа станал од сред нив синот на тестора Калхант, најарниот жрец птицогледец. Се знаел тој. Што е и што станало и што ќе биде, и што ги довел ахајските кораби внатре во Или, со гаталештвото вешто што Фојб му го предал Аполон, овој проговорил тога мислејќи им добро и рекол: Ахиле, сакан од Зевса,
да го откријам, сега ме викаш гневот на поло на Бога, на далекометна го цара. Еве ќе го откријам јас, а ти подај ми вера и клетва, дека е најсилен цар и ахајците сите го слушаат, зашто ќе разгнева мажа што е над арѓејците сите, дека е најсилен цар и ахајците сите го слушаат. Оти е посилен царот што прост го расрдел човек, зашто во истиот ден, ако и успее срдба да свлада, сепак останува гневот во градите негови долго, додека не врати тој. Туку кажи ми дали ќе ме спасиш. А брзоногиот Ахил му прозборил одговарајќи: речи го со себе смело пророштвото ти што го знаеш. Жими Аполо на Бога што Зевс е мил и од кого пророштва ти на данајците откриваш везден молејќи. Дури сум жив и гледам на земјава, не може раце да би ти принесе тешки кај витиве кораби тебе друго од данајците сите, ни самиот цар Агамемнон што пред ахајците сега се гордее дека е најпрв. Тога се осмелил веќе и прозборил честиот гатач. Тој ниту за хекатомба приговара, ниту за завет, туку за жрецот што тешко го навредил цар Агамемнон, не отпуштајќи му ќерка ни доткуп од примисакајќи. Затоа болест Аполон ни дал и уште ќе даде. Тешката поврда чума, тој деќе ја пропади прво, ако не ја врати царот на татко и милата мома, без откуп и хекатомба не испратив пресвета Хриса. Нема да бидеме бирни се додека не смилиме Бога. Така проговорил овој и приседнал, среддив пак станал цар Агамемнон Атреев, великиот семошен водач, јадосан, силен пак гнев му го полдеше срцето црно сосем, а очите нему ко зажарен огон му биле. Калханта прво со презир го погледал, потем му рекол: пророче зол, не си би рекол ти ништо убаво уште, се ти во твоето срце е помило да грдо да гаташ. Убаво досега ти не си ми рекол, ниту си сторил. Пророкувајќи и сега ти сред данајциве думаш како да далекометец ним затоа болест им пратил. Затоа откупнина светла за момата јас Христеида Божем сум некел да примам. Зар јас не ја милувам многу в дом да ја држам и љубам и повеќе од Клита и Местра, што ми е законска жена. Зашто неа полоша не е ниту по снага, ни става, ни в ум, ни во работи рачни. Туку и така јас пак ќе ја дам што ме поарно тоа. Милувам народот мој да се избави од што да страда, но да ми изготвите наеднаш дар, да не останам само јас сред арѓејците без дар, не прилега зарен и малу. Зашто го гледате сите кај другаде дарот ми оди. Тога му одвратил пак брзоногиот божествен Ахил. Преславен сине Атреев, најлакомен ти меѓу сите, како ли дар ќе ти дадат ахајците смели и силни, кога заедничко ние сокровиште немаме нигде. Зашто сме делиле се што од разните градови сме зеле, тоа не прилега пак да го враќаат луѓето назад. Ова ти сега Богу отпуштија, ние пак тебе ќе ти отплатиме тројно и четврно. Зевс ако даде, еднаш да гурнеме троистиот град со зидишта тврди. Цар Агамемнон пак тога му прозборил одговарајќи: теби се преправај мене, боголики Ахиле, вака колку и умен да си, оти не ми го свртуваш умот. Или пак сакаш да ти имаш дар, а јас пак овдека вака лишен да седам, штом ти ме советуваш јас да ја вратам. Но ќе ми доделјат мене ахајциве силни и смели, угодувајќи ми достоен дар, кој што срце ми сака. Ако не ми дадат тие, јас самиот можам да дојдам. Твојот дар или од Ајант или од Одисеј да го земам и да го носам. А тој ќе се наљути кому ќе дојдам. Туку за ова и пак ќе расправаме посетне ние. Сега пак по коработ сран да го истуркаме в мирното море, веслачи издостав натре да збереме и хекатомба кладеме, а Хрисеида ја личната качиме горе. Еден од мудрите мажи заповедник нека ни биде. Ајант или Доменеј, или пак Одисеј овој дивен, или пак Ахиле. Ти што си најстрашен јунак од сите, далекобранецот ти да го смилуваш жртва давајќи. А брзоногиот Ахил го погледнал мрачно и рекол: уф, што си бесрамен ти на добивка само се думаш. Како зборовите твои ќе послуша хаец некој. Дома да дојде или пак да го сомажите смело се бори. Зашто за тројците јас копјаници не сум ни дошол, вамо за со нив да се борам.
Зар никако не ми се криви? Никога говеда тие неми зелени тупак коњи, ни во грудчестата втија што јунаци храни, ни еднаш ниту ми сотреле седба, зашто насреде ридови мощне многу сенчовити има, и прешумно море и бучно. Туку следејќи те тебе безсрамниче, за да се радваш, бараме и за мене лај, и за тебе кучко, од троја отплата. Ти пак за тоа не се грижиш баре ни малку. Но се закануваш дури и дарокот мој да го земеш, што сум го добил со труд и ахајците што ми го дале. Оти не ќе имам равен јас дар, кога ахајците еднаш ќе им го разурнат градот на тројците населен добро. Ако и поголем дел од потресната ужасна војна моите раце ќе свршат, но делбата кога ќе дојде, твојот дел голем ќе биде, а јас ќе си одам со ситен дел, ама мил кон нашите кораби скапнат од бојот. Сега пак одам во втија, зар поарно многу ќе биде дома да појдам со витите кораби, одошто тука, навреден од тебе, јас да ти печалам богатство силно. Тога му одвратил нему јуначкиот цар Агамемнон. Бегај си ти ако срце те повлекло, нема да болјам заради тебе да остадеш ти, зашто имам и други што ќе ме почестат мене, а најмногу мудриот Зевс Бог. Ти си ми меѓу кралеите најомразен мене од сите, зашто ти е секогаш мила караница, кавга и војна. Ако си сосема јак, тоа Бог ти го поделил тебе. Оди со твоите бродои и милите другари дома. Повелјај ти мирмидонцем, не се грижам за тебе ништо ако си љут. Туку мојава закана слушаја сега. Штом ми ја одзема мене Аполон Бог Фојб Крисеида, ќе му ја испратам неа на коробот мој и со мои момци. А јас Брисеида прекрасната ќе ти ја земам дарокот твој, доаѓајќи ти в чадори, добро да знаеш колку сум од тебе појак. И друг за да страхува секој да се споредува јавно и со мене равен се слага. Вака тој рекол, а тоа го доболе синот Пелеев. Срцето на двему било врунтавите негови гради. Дали од своето бедро да го исуче мечот свој остар, нив да ги крене на бунт и да го убие синот Атреев, или да го остави гневот и бесното срце го сопре. Додека вака се думал во срцето свое и умот, мечот вадејќи го голем од ножница, дојде Атена од небо, за ја прати белолакта богиња Хера, двајцата рамно љубејќи ги нив и грижејќи се за нив. Одзади Ахила таја за русата коса го фати, што му се откри сал нему, а никој друг не ја виде. Почуден Ахил назад се заврте веднаш, ја позна таја Атена Палада, зашто очите страшно и светнаа. Обрнувајќи се, тога е прозборил крилатни збори. Ќерко на гидоносецот Зевс, зошто повторно дојде? Дали да неправда видиш од цар Агамемнон Атреев? Но ќе ти кажам јас и ќе се исполни тоа јас мислам. Овој со своите бесои ќе загуби бргу и живот. Нему му одврати пак сејнооката богиња Атена. Од небо дојдов да бесот го сопреш ти и да мене послушаш, зашто ме прати белолакта богиња Хера, двајцата рамно љубејќи ве вас и грижејќи се за вас. Туку ај сопри го бојот и вон не вади го мечот, ами со зборови карај го ти, нека сврши со тоа. Зашто ќе ти кажам јас тебе и се ќе заврши така. 3 толку некога ти ќе добиеш дарови светли поради оваа вреда, но овладеј се сега и слушај. А брзоногиот Ахил и прозборил одговарајќи. Вистина богињо, треба да вашиот зборок го пазам, зашто е поарно така при се што сум насрден многу. Кој што е покорен Богу и Бог него радо го слуша. Рече и тешката рака од балчакот сребрен ја тргна. В дождица назад го турна големиот меч и го почу зборот Атенин, а она си отиде горе на Олим в дворот на егидоносецот Зевс до кај друзите богои. Синот Пелеев пак повтор со зборови грди се врекна на Агамемнон Атреев и никако срдба да смири. Бурило винско со очи од песа срце оделен, што ни во бој со војската заедно ти да се ружаш, ниту во заседа пак со акхајските првенци додиш, не смеш ти, заре ти тоа ти изгледа срамно со смртта, зашто е полесно многу по војскава ахајска ширна дарој да грабаш од оној што ќе ти се противи тебе. Народојадец си цар, зашто ти над никаквици царваш. Сега за последен пат си ме навредил, сине Атреев.
Но ќе ти кажам јас тебе и ќе изречам голема клетва. Ајжи ми жезолот овој што никога повеќе нема лисје и гранќе да пуштиш том год се клев гората еднаш, ни ќе зазелени тој, зашто му слюпило железо нему лисје и љушпа. А сега ахајските синови него судници врат се го досад, што законот Зевсов го знаат. Ова нека ти биде последнава клетва. Но еднаш ќе го посакаат Ахила хајските синови сите. Туку не ќе можеш ти да им побогнеш ништо со твојта жалост. Многу бида кога од јунакоморецот Хектор ранети на смрт ќе гинат, а срцето ти ќе го кинеш љут зашто не си го честил најарниот ахајски јунак. Прозборил синот Пелеев и ги сфрлил жезолот долу опкован сиот со клинци од злато. Сетне си седнал. Синот Атреев си вриел од другата страна, а Нестор среддив сладкозборен станал, пилискиот говорник гласен што му од јазикот течел збор посладок дури од медот. Тој беше закопал веќе 2 колења смртни луѓе, кои што пред него дошле на земјава ведно растејќи во божествениот пил, а над третото царувал сега. Овој им прозборил тогаш и добро мислејќи им рекол: О, леле голема жалост ахајската земја ја стигна. Што ќе се весели Пријам и Пријамовите синови ќе се радуваат можете и другите тројанци сите. Само да чујат за ошто се борите овдека вие, што на данајците сега на чело и совет и борба, почуте пак оти и двава сте помлади од мене вие. Заре сум некога јас и со поарни јунаци од вас живеел веќе и не бе презирале никога тие. До сега јунаци такви де сум видел ниту ќе видам, каков што беше Перитој и водачот народен Дриант, како Ексади, Кајнеј и рамниот богу Полифем, или Тесеј, пак Ајгеев на бозите бесмртни сличен. Најаки оние биле од мажите смртни на векот, најаки биле и воделе бој со суштества силни, со ние лиоти горски и нив ги истепале страшно. Со ними заедно јас сум другарувал кога сум дошол с краја од далечен пил, зар самите тие ме викнаа. Како што можев се биев јас со ними. Никој од овие луѓе што сега на земјава се не би се фатил со нив. Тие би пазеа збор и моите совети слушаа. Туку почујте ме сега и вие, зар повеќе вреди. Ниту ти овему мома да одзебаш силен бидејќи, но остави му го делот ко прво ахајските синови што му го дале. Ни ти пак не каре се јавно со царот сине Пелеев, од иста чест со тебе никога немал цар жезлоносец на кого што Зевс му подарил слава. Ако си појунак ти, те родила богиња тебе, овој пак поима мошт, зашто повеља повеќе луѓе. Сине Атреев, ти бесот остави го. Еве те молјам јас да ја прекинеш средбата ти против дивниот Ахил, зашто за ахајците сите тој штите од врлата војна. Одговарајќи пак тога му проговорил цар Агамемнон. Сето е вистина ова, поправи на старче си рекол. Туку и пак овој сака на другите сите да биде. Сака да повеља мажов, да царува овде над сите и да им вика на сите, да не слуша никого овој. Ако боговите вечни го сториле прв копјоборец, затоа зар ќе го пуштат и навреди овој да збори? Туку му зеде реч и одговори дивниот Ахил. Нека бе страшливец сега и никаквец наречат мене. Ако во се што ќе речеш ти попуштам уште јас тебе. Вака на друг, а не мене да повељаш и да му викаш. Зашто ни не мислам повеќе јас тебе те слушам. Но ќе ти речам и друго, а ти запомни си го добро. Повеќе нема со раце за момата јас да се бијам со тебе или со друг, ако земете што сте ми дале. Туку од друго што имам јас да брзиот црдиот кораб, ништо без моја волја да ќе можеш ти да ми земеш. Ако пак сакаш обиди се, ај, та ќе знаат и овие. В час ќе ти потече тебе под моево копје крв црна. Вака борејќи се тие со зборови станале двата и кај ахајските бродови го пуштиле соборот тога. Синот Пелеев си појде кон своите кораби рамни, в чадор со Патрокло Мил и со другите другари верни. Синот Атреев пак в море го истурка брзиот кораб, 20 веслачи внатре тој зел, како и хекатомба света за Богот. А потем и личната ќерка на Хриса в кораб ја качил, а водач им бил Одисеј, оној умен. Кога се качиле тие, по водните патишта пошле,
а Агамемнон им викна на војската дека се чистат. Тие се чистеа потем и в морето гнасот го фрлаа. Читави пак хекатомби на бог Аполон му даваа жртви од јунци и кози крај шумното море на брегот. До небо мирисот одел вртејќи се околу чадот. Вака се труделе тие за војската, а Агамемнон свршил со спорот што беше го застрашил Ахила прво. Туку Талтибију потем му прозборил и Еврибату, гласници двајца што не му и пребрзи слуги му биле. Појдете Ахилов чадор и личната баш Брисеида да му ја земете вие и да ми ја доведете вамо. Ак не ви ја даде тој, ќе му отидам с повеќе луѓе да му ја земам сам, што и потешко баш ќе му биде. Вака велејќи им строго и да рачувајќи ги пратил. Нерадо отишле тие до шумното море на брегот и до чадорите дошле и до мирмидонските бродои. Пред чадор Ахил го нашле крај црниот кораб кај седи. Ахил пак кога ги видел и не се израдувал ништо. Туку исплашени боште и честејќи го челникот тие, стоеле ни зборувајќи, ни пак прашувајќи го нешто. Туку се дошикал тој и им прозборил гласно ними. Гласници здраво да Зевс свестители вие на веков. Придете, де сте би вие виновните, но Агамемнон што во испратил вас да ми ја земете личната мома. Патрокло, чедо на Зевс, изведи им ја Тибрисида, дај ми ја нека ја водат. А сведоци бидете вие горе пред бозите вечни и пред смртниците долу и пред свирепиот цар ваш, што ак настане потреба еднаш, да од неприлична пропаст ги одбранам другите после, силно ќе беснее оној во своето пакосно срце, зашто за напред и назад тој не знае ништо да мисли, каков корабите нему ахајците да му се спасат. Вака им рекол, а Патрокло послушал мили си другар, личната баш Брисеида од чадорот надвор ја извел и им ја дал. Тие назад на хајските кораби дошле. Момата нерадо тога си отишла со нив, а Ахил солдзиронејќи се тргнал од своите скраја и седнал сам покрај сивото в море и в модрата вода си гледал. Испружувајќи е раце на мајка си многу се молел. Мајколе, кога бе роди кратковечен јас да ти бидам, требало бар да ми подели чест олимпиец од мене, виштиот гробовник Зевс, што не ме честил сега ни малце, зашто ме навредил мене големиот цар Агамемнон, синот Атреев, што делот ми го одзеде и в чадор го држи. Така и рекол плачејќи, а господја мајка го чула, што во длабините борски крај стариот татко си била. Брго изронила таја од сивото море как облак, па покрај сина си седда што родеше горешти солзи. Та си го погали него со раката и продума дума. Што плачеш, чедо, и зошто го обзела срцето тага? Не криво душата своја, но кажи да знаеме двата. Не изе со липање тешко и одвратил брзиот Ахил. Зошто да зборувам јас кога се ти е познато тебе? Флеговме света на теба во Етионова града, та ја опленивме ние и се си однесовме вамо. Тогаш ахајците сето го делиле добро на сите, личната Хрисова ќерка на синот Атреев ја дале. Хрисо, свештеникот пак на Аполона далекометец, дојде до брзине бродои на хајците панзироносци, та да со неброен откуп ја откине својата ќерка. Венци држејќи в раце од далекометец Аполон, горе над златниот жезол, и ахајците сите ги молел, најмногу двајцата синој на Атреј, војсководците главни. Тогаш ахајците гласно удобриле, другите сите да го почитаат жрецот и сјајниот откуп го примат, но не одобрило срце на цар Агамемнон Атреев, туку го испадил лошо и продумал жестока дума. Расрден старецот назад си отишол. Нему Аполон молба му почул, зар Богот го милувал премногу него. Лоша на аргејците стрелами имисфрли, кинеле потем јунаци се еден по друг, а стрелите оделе Божји сегнен из ширната војска на хајците. Гатачот Калхант пророштва добро знаејќи ни кажувал се од Аполон, потоа веднаш ги повикав јас прво Бога да смилјат, сетне пак синот Атреев го обзела срдба. Та веднаш станал и прозборил закалив збор, што е исполнет веќе.
А сјајнооките ахајци пак со брзиот кораб неа ја испратиле в Хриса и принесле дарови бргу. Сега од чадот мој ми ја одзеле пак Брисеида, што ми ја дале на дар ахајските синови мене. Но ако можеш, помогни му ти на своето чедо. Оди на Олимп и Зевса помоли го, ако си еднаш помогла или со збор, или пак и со дело ти нему. Зашто во нашата куќа јас од тебе често сум слушал како се фалиш дека еднаш сред бозите бесмртни сама црнооблачниот Зевс си од срамота пропаст го спасла. Кога олимпийците други да го изврзат сакале него, Хера, а те напала Ада и со ними бог Посейдон. Туку си Божице дошла и си му одврзала врзли. Кога на вишниот Олимп сторакиот бргу го викна, што Бриареи богоите го викаат, а пак Ајгајон луѓето смртни. Зар овој од татка си појакев снага? Овој до синот на Крона си застанал силен и славен, пред него вечните бози од страв него сврзале Зевса. Ова спомни му го ти, та колјања гушти му негу, некак да пристаде тој да ги помага тројците сега, да до самото море ахајците в кораби стиснати да ги бијат. За сите да си го радуваат царот и да го спознае греот големиот цар Агамемнон, што сред ахајците тој не го почести првиот јунак. Нему пак Солзиро нејќи му одврати те ти да тога. Зошто сум те родила кутра и гледала чедоле мое. Кам крај кохрабите да си ненавреден седел и весел, кога бил кус твојот век и судбината кратка ти била. Сега од сите зар имаш ти најтежок живот и најкус, зашто за судбина зла сум те родила тебе јас дома. Овој збор одам над Зевс, на громовникот да му го кажам горе на снежниот Олимп, да ми слуша тој ако сака. Ти крај корабиве овде брзопловни седи си сега. Љут на ахајците с краја од војната држи се сосем, кај непорочните зар Аетиопјани до океанот на гости вчера си отишол Зевс со боговите други. 12-тиот ден ќе се врати назад на Олимп. Јас дури тога ќе појдам до дворецот бронзан на Зевса, ќе го придобијам, мислам, за колена прегрнувајќи. Така му рекла и пошла. Го ставила ондека него насрден в срцето мошне за краснопојасната мома, што му ја одзеле нему без негова волја со сила. А Одисеј хекатомбата пресвета в Хриса ја довел. Кога пристигнале пак в пристадиштето длабоко внатре, платната бргу ги збрале и в црниот кораб ги клале. Јарболот пак попуштајќи му врските, бргу го клале в калав, а коработ в залив со веслата тие го турнаа. Фрлија камења тешки, задните врски ги врзаа. Потем на морскиот брег и самите долу се сипдаа, спуштија и хекатомба зад далекометец Аполон. Излезе и Хрисеида од тој морепловен кораб. Убдиот пак Одисеј кон жртвеникот неа ја довел, враце на милиот татко ја предаде, вака велејќи. Хрисе, ми испрати беде јудачкиот цар Агамемнон, тебе за ќерка да ти вратам, на Фојб хекатомба пак света да за данајците дадам, да Бога го смириме ние што на аргејците сега прежалени јадој им пуштил. Вака велејќи ја предал, а тој со радост ја примил милата ќерка. Да овиев час хекатомбата света бргу ја принеле редум крај олтарот обзидан красно, после си измиле раце и јачменот жртвен го зеле. Хрис пак се помолил гласно со рацете кренати горе. О, сребредолати Боже, послушај ме, ти што ја штитиш Хриса и пресвета Кила, а царуваш ти над тенет. Ак си го порано еднаш ти послушал моите молби, ак си бе почестил мене, а народот ахајски казнил, ај уште еднаш ти исполнија мојава желба. Спречија веќе ти од данајците тешката пропаст. Така се помолил оној, а Фојб Аполон го почул. Штом се помолиле тие и фрлиле јачменот жртвен, прво им свртиле вратој, ги заклале, одрале, потем ги секле в час и бутоите и покриле сосем со сало в удведи плејки, а месо изнаклале озгора пресно. Старецот тоа го печел и преливал с румено вино. Младите околу него си држале набод на враце. Кога бутоите ги испекле пак и го ручале дробот, другото здробено добро го вовреле на ражни сето, вешто печејќи го мошне, ги извадиле сето од огнот. Кога престанале тие со работа, го збаготвејќи, ручале, срцето нихно не им било страдно за јастие.
Од кога пак се наситиле овие јастие и питје, момците туриле тога во врчките вино до врхот, наточувајќи им в чаши на другите и обредот почнал. Овие целиот ден го смирувале Богот со песна, красена хајските момци Пајан пеејќи му везден на дальнометниот в слава, а тој со радост ги слушал. А кога сонцето заеде и темница кога се спушти, тога си легнале пак крај корабните јажиња тие. А ранобудница Зора ружопрстна тога се јави, кога тога си тргнале назад кон ширната хајска војска. Далекометец Аполон им испратил погоден ветер. Јарбол исправија тие и платната бели обтегнаа, ветерот пак средното платно го поднадул. Порфирни бранои бучеле околу трупот на коробот како се движел. Овој со брзина бегал низ морето пат пробивајќи. А кога стигнале назад до ширната ахајска војска, овие црниот кораб го извлекле на суво надвор, горе на песокот в крај и му потклале прагови долги, да се распрснале секој со својот си чадор и кораб. А брзоногиот Ахил, божескиот синок Пелеев, крај брзопловниот кораб изнасрден љуто си седел. Ниту излегувал тој во славниот јуначки собор, ниту во војната пак в своето срце си чмаел онде чекајќи, а пекал за бојната врева и војна. Кога изминала веќе и 12-тата зора, тога боговите вечни се вратиле назад на Олимп сите, а на чело Зевс. Не изубила Тетида тогаш тој ја изнарачал синот. Изронила таја од бранот и уште взори се качи во вишното небо на Олимп. Синот громогласен Кронов од другите скраја го нашла на највисокиот врх, кога што ги имало многу на Олимп. Крај него седнала таја и колења с лева му гушна, а пак со десната рака го фатила под брада милосилнот на Хрона господарот Зевс и му рекла молејќи: Ако сум ти јас, оче Зевсе, сред бозите помогла еднаш, или со збор или дело, исполнија желбава моја. Синот почести го мој, што сред другите век има најкус, зашто го навредил него пресилниот цар Агамемнон, што му го одграбнал дарот и сам си го има тој сега. Туку почести го ти, советниче олимписки Зевсе. До тога дава им сила на тројците, се дури синот не ми го почестат еднаш ахајците како што треба. Вака му рекла. Облачникот Зевс не ја одвратил ништо, туку молчејќи си седел. А Тетида повтор го прашала, така држејќи го уште за нозете како го зела. Вистински збор, изговори ми ти и мигни ми веќе. Или пак одби ако немаш ти страв, за да разберам добро колку сум јас најнедостојна Божица помеѓу сите. Тешко ми падна, та неизе облачниот Зевс ја рече. Вистина неарно правиш што повод ја даваш на Хера, за да ме душмански кара со зборови грди и руга. Таја и инаку мене сред бозите безсмртни везден остро ми префрља дека ги помагам тројците в бојот. Туку ти тргни се, ај да не разбере некако Хера. Јас пак и сам ќе се грижам до крај да ја исполнам ова. Еве, со главата јас да веруваш веќе ќе мигнам сред безсмртниците заради најголемиот овој мој белек. Зашто не се враќа назад, со главата се што ќе мигнам, нито ќе остане лажно, ни пак неисполнето ништо. Рече и веднаш и мигна со црните веѓи кронион, а амбросиските коси низ царската безсмртна глава му се истуриле нему и виштиот Олимп се стресол. Советувајќи вака се разишле. Таја пак после рипна в длабокото море од кај олскавиот Олимп. Зевс пак под дворецот свој. А боговите веднаш подстанаа сите пред отецот свој од столовите. Не смеел никој кој кога врвел да седи, но на нозе стоеле сите. Тога тој онде си седна да престолот. Хера пак разбра кога го видела Зевс, оти со него имала совет Тетида, ќерката мила сребронога од морскиот старец. Веднаш со зборови злобни го словила синот на Крона. Кој од боговите пак се советувал со тебе, лажу? Секогаш милуваш ти да си решаваш нешто и кроиш од мене с краја и скришен, а досега ништо ти мене не си се осмелил сам да ми откриеш што ќе си смислиш. Отецот пак на богоите и луѓето не изирече.
Не чекај, Херо, да сите ги разбереш, помисли мој, зашто ќе ти бидат и тешки при се што си сопруга моја. Која е причина пак да ја чуеш ти? Неа ни еден не ќе разбере поправ од луѓето ни од богоите. Која ќе посакам јас да од бозите скришем ја смислям. Затоа ти не прашувај ме се и за секое нешто. Нему му одврати пак велјоката господја Хера. Најстрашен сине на крона, што збор си изговорил сега? Тебе и идако јас ни те прашувам, ниту те питам. Туку ми кажуваш мирно ти самиот она што сакаш. Сега се плашам пак страшно во срцево да не те склоните ти да ќерката мила сребронога од морскиот старец, заре од зори ти дошла и колења тебе ти гушна. Вистински збор си и ветил, помислувам, што ќе го честиш Ахила, мнози да пак кај ахајските бродои ќе сотреш. Облакоберецот Зевс пак и прозборил одговарајќи. Везден се сомневаш, клета, и не можам ништо да скријам. Туку не ќе можеш ништо да направиш. Одбеде само, поскраја ти ќе бидеш и полошо се ќе ти стане. Ако е тоа пак така, и помило баш ќе ми биде. Туку ти седи си мирно и слушаја мојава дума, не ќе ти побогнат заре боговите сите од Олимп, поблизо ако ти дојдам и рацете силни ги спуштам. Вака и рекол, а Хера велјоока се исплаши тога, мирно си седнала таја и милното срце го свила, а небесниците бози воздихнале в дворецот Зевсов. Сред диви започнал Хефаест, непреславниот мајстор, да збори угодувајќи на мајка си баш, на белолакта Хера. Ужасни веќе ќе бидат и несносни овие дела, ако се двајцата вие за смртните карате вака и сред боговите врева подигате. Никаква сладост честава Госпа ќе нема, зашто овдека ликува злото. Мајце ми пак ќе и речам, при се што и самата знае, Зевсу да милому отцу му годува, да не би повтур отецот да ни се кара и Госпата да ни ја сгорчи. Ако олимпискиот грмник пожелува, може да трешти од седалиштата своји, зар најсилен тој од сите. Туку ти фати го него со зборови кротки и благи, така за да ни биде милосрден на олимпијанинот сетне. Така е рекол и више кревајќи го двојниот крондир, враце на мајка си мила го дал и вака и рекол. Стрпи се, мајко Лебоја, и воздржи, макар и скрбна, даде со бојве очи јас пребила, тебе те видам биена, зашто да ќе можам сам да ти побогдам тогаш и да ме боли. Зар мат што е соде го јас да се борам, зашто веќе еднаш ме фатил тој за нога мене и фрлил од божествениот прак. Што да те одбранам, тебе сум дошол. Целиот ден сум ти паѓал и сонцето кога на заод било сум паднал на лем, да сум бил омалодушен сосем, онде синтиците беде би дигнале од земја веднаш. Вака и рекол, а Хера белолакта сосмевка мила крондирот врака го зела, што син ја и беше го подал. Овој пак на десно тога на другите богови сите нектар им точеше сладок од врчката често црпејќи. Смех сред блажените бози не изгаслив тогаш се кренал, кога го виделе Хефаист низ дворецот како си пруса. Целиот ден тога така се додека сонцето заиде јаделе, срцето нихно не им било страдно за јастие, ниту за форминга красна, што враце држала полон, ниту за песни што музи им пееле субови гласови. Откако светлоста веќе на сонцето сјајна си зашла, овие по дома секои си отишле за да си легнат. Каде што секому дом, ракотворецот преславен Хефаист беше му поправил еднаш со својата вештина велја. А громобиецот олимписки Зевс своја постелја пошол, кај што си спиел и напред, штом сладкиот сон ќе му дојдел. Таму си легнал и заспал, а крај него златната Хера.